Добар ден, дневник на К3. За 45% во однос на првите 3 месеци од годинава е зголемена потрошувачката на вода во Куманово. Иако вода има во доволни количини, сепак надлежните апелираат водата да се користи рационално за да не се намали притисокот на вода во високите зони од градот. Јавното предпријатие Водовод регистрира зголемена потрошувачка на вода за 45% повеќе споредено со периодот од пред 3 месеци, информираше директорот на предпријатието. Тој додава дека ќе се зголеми и фактурирањето за тековниот месец. Значи ова лето, за разлика од минативе 2 лета, ги имаме потребните количини на вода од страна на водостопанство Кумановско-Липковско поле, односно ново формираното АД водостопанство во државна собственост, така да моментално добиваме скоро 320 литри во секунда по главниот вод, по бајпас и од нашите извори Митав мост и Бедиње, што е за неколку прилike 20% повеќе од истиот период минатата година. Спрема нашите првични проценки, самото фактурирање за овој месец ќе биде поголемо за околу 1,5 милиони денари во однос на претходниот месец. Граѓаните рационално да ја користат водата, во летниот период да се воздржат од миење возила и наводнување на тревни површини, апелираат од предпријатието кое што деновиве регистрира зголемена потрошувачка на вода. Имате во предвид дека ова сега веќе и градежен период кога активно се гради, за жал дел од питка вода во околните населби се користи за наводнување, да искористиме значи ова прилика за еден апел, молба до сите граѓани да бидат максимално совесни и водата да ја користат максимално рационално, за да бидеме солидарни према нашите сограѓани кои што се во повисоките зони. Што се однесува до квалитетот на водата која што ја пијат граѓаните, директорот потенцира дека водата која што градот ја добива од Липковските брани и од бунарите од кај Митав мост и Бедиње е со максимален квалитет. Редовното водоснабдување значи дека летово нема да има полнење резервни шишиња со вода за пиење, пластични туби за миење садови и одржување лична хигиена, а што е најбитно, кумановци ноќе ќе спијат наместо како што беше претходните години, преку ноќ да ги извршуваат домашните активности. Проектот за самовработување кој го спроведува Министерството за труд и социјална политика во соработка со Агенцијата за вработување со поддршка на владата на Република Македонија даде исклучително позитивни резултати. Пад на невработеноста се бележи во Куманово, а за граѓаните најпримамлива е токму оваа мерка – отпочнување на сопствен бизнис. На првиот оглас 103 невработени лица од Куманово ги искористиле поволностите кои ги нуди државата и започнале сопствен бизнис. Отпочнувањето сопствен бизнис веќе не е недостижно, а за тоа говорат бројките на отворени бизниси во Куманово. Тече вториот циклус од најатрактивната владина мерка самовработување со кредитирање. Во најголемата општина во Македонија невработеноста полека се топи, а активните мерки за вработување кои се реализираат од страна на Министерството за труд и социјална политика и Агенцијата за вработување даваат резултати. 103 невработени лица од Куманово го решиле екзистенцијалното прашање за себе и семејството и ги искористиле бенефициите од оваа мерка. По завршувањето на обука, поднесените апликации и бизнис планови одат на разгледување и доколку се задоволени сите потребни услови се пристапува кон регистрирање и отворање на фирмата. Во моментот во Агенцијата за вработување се чувствува раздвиженост во тек се обуките од вториот оглас од најатрактивната мерка од оперативниот план на владата на Република Македонија се самовработување. Ќе напоменам дека на првиот оглас имавме околу 103 апликации, значи обуките се спроведени. Сега одиме со вториот оглас се спроведуваат обуките, тука имаме околу 63 обуки. Потоа одат на еволуација во Скопје, заедно со UNDP, во партнерство ја работиме оваа мерка и потоа оформуваме фирми и започнуваме со работа. Анита Димевска веќе 10 години успешен фризер и љубовта кон оваа професија ја претворила во сопствен бизнис благодарение на мерката самовработување. За да започне свој бизнис ја искористила програмата од Бирото за вработување. Зела кредит со грејс период од 1 година. Бидејќи условите за враќање биле многу поволни со мала камата, таа успева да ги врати парите, но и да продолжи по патот на усовршување и надоградување со својата работа. Почнав со кредит на вработување од Биро земав, тогаш беше со враќање и со гратис период 1 година ги вратив тие пари и потоа продолжив самата работа и да се проширува
Прво беше фризерски салон, па сега и козметички салон и се понатаму мислам дека ќе се проширам во мојата работа. Вториот оглас е продолжен се до исполнување на квотата од 920 грантови на републичко ниво. Преку двата модела, самовработување со кредитирање и самовработување со кредитирање за млади лица до 29 години. Сите заинтересирани невработени лица може да добијат од 3000 до 5000 евра за да започнат сопствен бизнис. Катаракта е една од најчестата очна болест кај постари лица и е главна причина за слепило во светот. После 2 години воведување на оперативната метода операција на катаракта на мал рез во Општа болница Куманово, таа веќе е рутинска операција која се изведува со голема успешност. За разлика од одредени очни болести, катарактата не може да се третира со примање на терапија како капки, мас, таблетки или да се решава со вежби за око. Единствен начин на кој може да се отстрани е со хируршка интервенција, која во Општа болница Куманово таа веќе рутински се изведува. Како што поясни доктор Елизабета, тоа значи дека на местото на природната леќа се вградува вештачка леќа и пациентите по извршената операција нема да имаат потреба да носат очила. Самата операција трае 10 минути и чини 2700 денари преку фондот за здравство. Релативно скоро во Македонија, а и кај нас во Куманово, на голема среќа наша, а и на пациентите од Куманово се воведе методата факоемулсификација, односно веќе не се отвара окото на голем рез, него тоа е рез од 2,5 до 3 мм, до 2,8 поточно милиметри. Низ таков рез се со помош на ултразвук се разбива леќата, се шмукува и на местото на природната леќа се вградува вештачка леќа. Пациентите немаат потреба после тоа да носат очила и морам да кажам дека не само што рутински е воведен кај нас во Куманово, во болницата во Куманово, туку доста успешно ги изведуваме тие операции. Катаракта се манифестира со заматен вид и двојно гледање, зголемена чувствителност на светлина, потешкоти при гледање во ноќта, избледување на боите, брзо заморување на очите и главоболки. Најчести причини кои доведуваат до ова заболување се дијабетесот и возраста, додека од непознатите тоа се некои системски заболувања. Препорачливо е да се отстрани додека е во почетна фаза, бидејќи окото претрпува помала траума. Нетретираната катаракта станува презрела и доведува до слепило, вели доктор Елизабета. Познатите причини ги навела дијабетесот, како позната причина, возраста, од непознати причини постојат, системски заболувања кои се познати и непознати кај нас, така да веќе катарактата не е само заболување на постарите, туку се појавува и кај помладите. Да кажам дека еве последен пример, имам пациентка од 35 години со катаракта. Има и деца со катаракти, меѓутоа тоа се веќе вродени катаракти, евентуално последица на некои заболувања, воспалителни процеси кај децата, што значи дека и кај децата се појавува катаракта. Поради потребата да се воведе методата за операција на катаракта на мал рез, болницата преку сопствени средства го набави апаратот и овозможи на голем број пациенти овие операции ги извршат тука. Лекарите упатија апел до Министерството за здравство за набавка на нов апарат, со оглед на тоа да апаратот има ограничен рок на траење, а со тоа и потреба од негова замена. Вчера вечер кривопаланчани има можност да уживаат во целовечерниот концерт на културно-уметничкото здружение Фолклористи. Настанот е во рамки на манифестацијата Топол културен бран, кој го реализира општината, Националната установа Центар за култура и Градскиот музеј со финансиска поддршка од Министерството за култура. Играурците од културно-уметничкото друштво Фолклористи преку целовечерниот богат настап уште еднаш достојно ја представија фолклорната традиција на нашиот крај и воопшто на Источна Македонија. Членовите од сите возрасти со посебен темперамент и раскош ја расположија публиката на градскиот плоштад со карактеристичниот милоритам на песните и ората кои не навраќаат на корените на македонскиот народ.
Настанот е во рамки на манифестацијата Топол културен бранд 2016, кој го реализира општината, Националната установа Центар за култура и Градскиот музеј со финансиска подршка од Министерството за култура. Значи, со културно-уметничкото друштво фолклористи од Крива Паланка го започнуваме официјално Кривопаланечкиот летен културен бран. Јас ќе искористам оваа прилика и да искажам една голема благодарност до Министерството за култура за помошта која ни ја пружа за реализација на овој проект. Токму така во рамките на топлиот културен бран имаме манифестации кои ќе бидат за сите категории на граѓани, од деца до највозрасни. Имаме разни поетски читања, ќе ни гостуваат од нашиот братимен град од Вршац, имаме поетски читања, имаме неколку театарски представи. Овој концерт е отварање на културен тополен бран во Крива Паланка. Чест ми е што културно-уметничко друштво фолклористи зема учество за отварање на овој. Оваа година имавме доста фестивали меѓународни, бевме во Србија, Бугарија, бевме во Словачка, во вторник вечер заминуваме за Бор во Република Србија, понатаму продолжуваме меѓународен фолклорен фестивал Светјаки Носаковски Крива Паланка и понатаму имаме фестивал во Бугарија и во Србија. Членовите остануваат доследни на својата идеја за промоција и афирмација на македонскиот фолклор, бидејќи традицијата е наше најголемо културно-етнолошко богатство, а тие. Тоа што не може душата кажува песната, знаеш, таа парола ја секојаш имам во мене и со неа идам напред. Таа ми дава елан, сила. Јована. Ева, Наташа. Од кога членувате во културно-уметничкото друштво фолклористи? Од 9 години. 2 години. 2 години. Каде до сега имате се настапувано? Во Бугарија, Радови, Србија. Па Радовиш, Скопје, Бугарија, Словачка и други. Со која хореографија ќе се представите вечерва? Девојче и Црногор. Во Центарот за култура Трајко Прокопиев во Куманово беше отворена изложба на колажи од авторката Валентина Илиевска под насловот Малото девојче во светот со големи очекувања за човекот. Кумановци има можност да разгледаат 25 дела на четвртата поред самостојна изложба на авторката Илиевска. Колажите на авторката Валентина Илиевска под насловот Малото девојче во светот со големи очекувања за човекот беа изложени во Центарот за култура Трајко Прокопиев во Куманово. Изложбата е одраз на секојдневните случувања и нашите обкружувања, за падот на империјата со која раководи емоцијата, помалку критикувани, а повеќе вреднувани со ликовниот јазик. Комбинираната техника во делата е симбиоза на сликарските техники, како пандан за затечената состојба на современиот човек. Во првиот циклус бев инспирирана конкретно од човековите вредности, каде што беше символот коцкава земена за пример, и таа суптилност се испреплетуваше во моиве дела, така се провлекуваше низ едно сиже. Успешно беше тоа твориште што го градевме низ текот на периодов, што имаше убав одзив и од самата публика и самите колеги, така да успешно ја водам таа приказна и понатаму. Вкупно 25 дела на Илиевска, која е магистар по конзервација и реставрација на дзидно сликарство, беа презентирани пред кумановската јавност. Тука се вклучени само цртачките и графичките материјали, значи моливот во боја, темперната, акрилот, да, комбинирано различна квалитетна хартија, што ми е многу карактеристично за мојава струка како графичар. Ова е четврта изложба на Илиевска, учествувала и на многобројни групни изложби и колонии во Македонија и Европа. Незините дела ќе бидат изложени 14 дена во Центарот за култура.
Министерството за надворешни работи изразува длабоко сочувство за семејствата на сите загинати и повредени во терористичкиот напад во Минхен, Германија. Минхенската полиција соопшти дека во вооружениот напад во трговскиот центар загинале 10 луѓе, а 27 се повредени. Тројца од жртвите се косовски државјани, тројца турски државјани и еден грк. 7 од жртвите биле тинејџери. Министерството за надворешни работи изразува длабоко сочувство за семејствата на загинатите и повредените во терористичкиот напад во Минхен, Сојузна Република Германија. Воедно Министерството за надворешни работи известува дека е во постојан контакт со надлежните институции во Германија и до овој момент нема информации за повредени или загинати македонски државјани. За сите прашања поврзани со безбедноста на македонските граѓани кои во моментов се наоѓаат во Германија, од Министерството порачуваат да се обратите на дежурните телефони во дипломатско-конзуларните представништва на Република Македонија во Германија и во Министерството за надворешни работи на Република Македонија, односно до Генералниот конзулат на Република Македонија во Минхен, Сојузна Република Германија, лице за контакт Блер Тасали. Собранието на Република Македонија доцна вечерва во рамки на 112-тата седница со 92 гласа за, 3 против и 1 воздржан, го поднесе предлог законот за дополнување на изборниот законник по скратена постапка, поднесен од пратениците Илија Димовски, Горан Согарески, Артан Груби и Имер Алију. Измените во изборниот законник беа дел од најновиот договор меѓу 4 партии со цел излез од политичката криза, а со нив се предвидува ДИК да може да ги брише од избирачкиот список 39.520 гласачи кои се сметаат за спорни, доколку не се пријават во предвидениот рок. Во посебен член е наведено дека 171.500 лица се сметаат за граѓани кои се на привремена работа или привремен престој во странство и тие се запишуваат во посебен извод на избирачкиот список. Се предвидува новата влада која треба да ги спроведе изборите согласно договорот од Пржино да биде изгласана во собранието 100 дена пред денот на изборите. Веднаш по утврдувањето на потребата од носење на предлог законот, координаторот на пратеничката група на ДУИ, Талат Джафери, побара да се повлече од дневниот ред, бидејќи како што рече, некои членови не кореспондираат со предлогот во техничка смисла. За неговиот предлог гласа 15 пратеници, а 76 беа против. По гласањето, председателот на собранието Трајко Велјановски даде пауза до 22 часот за предлогот да го разгледаат Комисијата за политички систем и односи меѓу заедниците и Законодавно-правната комисија. На Комисијата за политички систем и односи меѓу заедниците се разви дебата во која претениците од ДУИ бараа измена на предлогот и предлага амандмани со кои целосно се брише договореното од пред 2 дена, а претениците од ДПА ја напуштија седницата. Непосредно пред полноќ кога започна собраниската расправа по предлогот, независната претеничка Солза Грчева обвини дека продолжува фарсата за пржинскиот договор и додаде дека во последен момент се направени само мали козметички измени и праша зошто е потребна активна регистрација на спорните 39.520 гласачи. Рафи Салити од ДУИ посочи дека предложениот избирачки список има, како што рече, задни политички цели и тоа во партиски и етнички и додаде дека илјадници албанци кои живеат во Македонија не може да добијат државјанство. Посочи дека е нормално да се очекува да има реакции доколку се ускратува основното право на граѓаните. Рокот за донесување на измените на изборниот законник согласно завчера договореното истекуваше на полноќ. Иран го осуди вооружениот инцидент во трговскиот центар во Минхен, во кој 18 годишен германец со иранско потекло уби 9 луѓе, повреди 20-тина. Преглед на вестите од светот. Турските пилоти кои на територијата на Сирија го соборија рускиот воен авион Су-24 вмешани се во обидот за воен удар, изјави заменик премиерот Мехмет Шимшек. Сакам јасно да им предочам на руската јавност дека пилотите кои го соборија рускиот авион вмешани се во обидот за пуч. Според тоа се соочуваме со одреден таен план, посочи Шимшек на маргините на состанокот на министри за финансии на земјите членки на Г20 во Кина. Тој додаде дека одлуката за соборување на рускиот воен авион не била политичка. Иран го осуди вооружениот инцидент во трговскиот центар во Минхен, во кој 18 годишен германец со иранско потекло уби 9 луѓе, повреди 20-мина. Потпоровот на иранското министерство за надворешни работи Бахрам Гашеми го осуди убиството на невини луѓе без можност да се одбранат и изрази солидарност со германската влада и народ, јави иранската државна агенција ИРНА.
Тој исто така апелираше на сеопфатна и бескомпромисна борба со цел да се искорени насилството. Претходно Белата куќа најостро го осуди вооружениот напад во Минхен. Американскиот претседател Барак Обама вети поддршка за Германија. Собственик на ресторан во близина на трговскиот центар каде се случи масакрот, Даниел Брадарич, тврди дека по нападот на тогаш веќе пустите улици е фотографиран маж кој носи германско царско воено знаме. Рајкрис Флагија на него најчесто го користа десничарските движења во Германија. Тој тврди дека на видеото на кој е терористот на кровот, тој на граѓаните им вели дека е германец. Тврдењата дека овој напад го извеле десничарските милитанти го подкрепува и фактот дека жртвите главно биле според првите податоци луѓе од Блискиот исток или од Африка. Во поплавите во Кина предизвикани од летните дождови вкупно загина над 200 луѓе, 16 милиони лица се евакуирани, јавија кинеските државни медиуми. Според последните податоци во покрината Хенан, централна Кина загинаа 15 луѓе, а 9 мина се водат како исчезнати. Поради поплавите 7,2 милиони луѓе ги напуштија домовите. Водената стихија оштети 18.000 куќи. Уште 9 лица загинаа, 11 се исчезнати во соседната покрајна Хебеј, а евакуирани се 10 милиони луѓе. Поплавите уништија над 1,5 милиони хектари посеви. Младите машки ракометни надежи до 18 години ќе играат на ИХФ првенството што ќе се одржи во Бугарија. Кадетската репрезентација на Македонија е во групата со Унгарија, Украина, Косово, Ерменија и Кипар. Машката кадетска ракометна репрезентација на Македонија за играчи до 18 години на 5 август ќе ги почне подготовките за ИХФ шампионатот што во периодот од 15 до 21 август ќе се игра во Варна и Камчија, Бугарија. Со одлука на управниот одбор на Ракометната федерација на Македонија, Илија Темилковски е поставен за селектор на оваа репрезентација, откако Пепи Манасков од оправдани лични причини не беше во можност да одговори на задачата, но Манасков потенцираше дека во иднина ќе биде на располагање за сите проекти на федерацијата доколку има потреба од негов ангажман. Темилковски го закажа првиот собир за 5 август, а повикани се 21 ракометар. Дел од играчите кои се вклучени во јуниорската репрезентација ќе се приклучат по завршувањето на јуниорското европско првенство, што ќе се игра во Данска во периодот од 28 јули до 7 август. На ИХФ шампионатот Македонија ќе игра во А групата против селекциите на Унгарија, Украина, Ерменија, Косово и Кипар. Надпреварите во групната фаза ќе се играат во Камчија во периодот од 15 до 20 август, додека финалните средби ќе се играат на 21 август во Варна. Пред почетокот на ИХФ шампионатот, поточно на 13 август, Македонија во склоп на подготовките ќе одигра пријателска средба со кадетската селекција на Бугарија. Некогашниот македонски репрезентативец Наумче Мојсовски, кој досега настапуваше за екипата на ЧСМ Букурешт. Од оваа надпреварувачка сезона најверојатно ќе го носи дресот на поранешната екипа Лехвија од Кипар. Поранешниот македонски репрезентативец Наумче Мојсовски ја заврши соработката со Букурешт. Иако имаше опција за продолжување на договорот за уште една сезона, сепак тоа не е реализирано. Романскиот тим кој од клупата го предводи Звонко Шундовски вчера почна со подготовките за новата сезона. Ново име во Букурешт е десното крило на македонската репрезентација Гоце Георгиевски, а Мојсовски дефинитивно нема да биде во составот за следната сезона. Според неофицијални информации, Наумче Мојсовски има понуда да се врати во Катар. Тој лани неколку месеци настапуваше во тимот на Лехвија, потоа по неколку месечна пауза во ноември минатата година се приклучи во составот на Букурешт во обид да се врати во форма пред настапот со македонската репрезентација на Европското првенство што се одржа во Полска. Во баражот против Чешка во јуни годинава, Наумче Мојсовски официјално ја заврши репрезентативната кариера. Македонскиот шампион МЗТ Скопје го доведе првото странско засилување за новата сезона во која ќе има сладки маки, настап во Еврокупот.
По официализирањето на настапот во Еврокупот, како и промоцијата на новиот тренер Емил Рајковиќ, МЗТ Скопје го објави првото странско засилување во своите редови. Холандјанецот Шарлон Клов, 26 годишен, е нов член на македонскиот шампион откако тој потпише едногодишен договор. Станува збор за кошаркар кој игра на двете бековски позиции, кој беше дел од селекцијата на Холандија на ланското европско првенство. Клов на средбите од прелиминарната група во Загреб имаше просек од 16,2 поени, 4,6 скока и 3,2 асистенции, а на пресметката со Македонија, која заврши со триумф на жолто-црвените, реализираше 9 поени со 5 скока. Бекот во таборот на МЗТ Скопје аеродром доаѓа од редовите на италијанскиот прволигаш Торино. Претходно Клов има играно во Турција, Грција, како и во Американската лига. Американската атлетичарка Кедра Харисон постави нов светски рекорд во трката на 100 метри со пречки. Иако истрча патеката со време од 12:20, сепак нема да настапува на предстојните Олимписки игри во Рио. Блок информации од меѓународен спорт. Американската атлетичарка Кедра Харисон постави нов светски рекорд во трката на 100 метри со пречки. На митингот од Диамантската лига во Лондон, американката ја истрча патеката со време од 12 минути и 20 секунди. Со овој резултат Харисон за една стотинка гурна 28 години стариот рекорд на бугарката Јорданка Донкова, која беше недостижна со 12 минути и 21 секунда, постигнати на 20 август 1988 година во Стара Загора. Харисон уште на почетокот на сезоната најави дека може да го нападне рекордот на Донкова. Во мај годинава на трката во Егуен, американската атлетичарка истрча 12:24, што во тој момент беше втор најдобар резултат на сите времиња на 100 метри со пречки. Но иако сезонава има 6 од 7 најдобри времиња и 2 од 4 најдобри резултати на сите времиња во оваа дисциплина, Кедра Харисон сепак не избори место во олимпискиот тим на САД за настап на Олимписките игри во Рио. Освен новата светска рекордерка во трката на 100 метри со пречки на Олимписките игри во Рио, нема да настапи ни актуелната олимписка шампионка Сали Персон, која минатиот месец ја повреди тетивата на коленото. Гонзало Игуаин е нов фудбалер на Јувентус, откако во Торино имаше лекарски прегледи, а наредните денови официјално треба само да го стави потписот на договорот со старата дама. Јувентус конечно прифати да исплати 94 милиони евра на Наполи по 2 рати, што е најголем трансфер досега ова лето. Игуаин, кој ќе потпише 4 годишен договор со црно-белите, како што тврди Кориере дел Спорт, веќе изнемили стан во Торино. Неговата годишна плата во Јувентус ке изнесува 7,5 милиони евра. Од друга страна, токму реализацијата на овој трансфер веќе се поизвестно го најавува и заминувањето на Пол Погба во Манчестер Юнајтед. Потврда според некои за тоа е фактот што Јувентус го тргнал Погба од сите своји промотивни материјали и службените страници на социјалните мрежи. Погба во Юнајтед треба да замине за трансфер од 120 милиони евра. Сето тоа треба да се официализира исто така деновиве и покрај тоа што тренерот Алгери упорно тврди дека Погба нема да оди никаде. Сем Алардајс и официјално е назначен за нов селектор на фудбалската репрезентација на Англија. Алардајс, кој именува на местото од Рој Ходжсон од Фудбалската асоциација на Англија, потпиша 2 годишен договор. Алардајс го наследува Ходжсон со тешка задача да ја врати добивата во селекцијата на гордиот Алибон по дебаклот кој англичаните го доживеа на Европското првенство во Франција. Алардајс како селектор на Англија ќе дебитира на 4 септември, тоа на гостувањето кај Словачка во рамки од квалификациите за светското првенство во 2018 година. Изминатите 9 месеци Алардајс беше тренер на екипата на Сандерленд, кој успеа да ја остави следната сезона во Премиер лигата. Времето во Македонија сончево и многу топло со слаб претежно северен ветер. За време на викендот ќе се задржи претежно сончево и топло време.
Тука е крајот на овој блок информации што ги подготвивме за вас. Ви благодарам на вниманието. Останете со К3.